Денове во Центарот за култура во Неготино беше отворена изложба на Ивана Орешкова, млад ликовен аматер или талентирано дете од Неготино, чија изложба за жал не можевме да ја проследиме затоа што во истиот ден имаше неколку настани овде и во Кавадарци, меѓутоа ние ветивме дека ќе отидеме. Не отидовме и по наше барање Ивана дојде овде во Кавадарци за да направиме еден разговор, еден муабет, за да ви ја представиме вам, сите кои се занимавате или подржувате ликовна уметност. Добар ден, Ивана. Добар ден. Се наоѓаме во градскиот парк во Кавадарци, во една убава атмосфера, зелена, лето 2018 година. Ти во Неготино приреди една изложба, кажи ни најпрвен за изложбата неколку збора. Па за изложбата јас сама си сакав да си организирам за Да те види пошироката јавност како црташ така. Да, поканив неколку луѓе, дојдоа на мојата изложба и Задоволна ли си од тоа како се одвиваш? па да, многу сум задоволна и сакам понатаму да се школувам, да одам во Хрватска да се школувам за ликовна академија, да... Ајде да ги видиме најпред твоите слики, сега ќе ги видиме твоите слики, а потоа ќе го продолжиме разговорот. Ивана, од кога црташ и каков тип на уметност работиш? Па цртам од мала возраст и моето цртање се вика синтагал арт. Тоа е како вид го инспирираш едноставно со самиот со себе и едноставно го сликаш на листот. Да, не можеш да сликаш кога сакаш, туку кога ти доаѓа инспирација. Да, кога ти иде самата инспирација. Секогаш тоа е најнормално, не можеш. Некогаш може да те фане и трема и се, не можеш. Ти самиот да го контролираш тоа што го работиш. Значи импресијата во уметноста е така. Да. Па и во пишувањето на прозни дела не можеш стално постојано да пишеш кога ти сакаш, него кога ти доаѓа импресијата. Кажи ми, во Неготино си колку месеци? Па, во Неготино сум може 5-6, може и повеќе. Твојата баба, така? Да. Како се вика баба ти?
Виолета Марич. Виолета ти дава голема поддршка, нели? Да, ми дава. И тоа многу. Задоволна си? Задоволна си. Добро. Да кажеме нешто за твоите семејни проблеми, малиш, на кои ти уште малечка си подложна и успеа да се избориш, да дојдеш до 18 години полнолетство и да се избориш за академија. Да. Па имав, може, доста проблеми имав, ама се трудам да се борам со моите проблеми, не се давам. Браво. И ќе продолжам да се борам на такива во животот. Некој телесен хендикеп дали имаш? Имам. На едната нога така? На десната страна цел. Меѓутоа, ти се однесуваш најнормално, Да. имаш една многу убава, прекрасна насмевка, твојата околина те прима многу убаво и имаш шанса да постигнеш многу во животот. Дали со ликовната уметност или со начинот на кој ќе се изразуваш, посакуваш да го нормализираш твојот живот? Посакувам и тоа многу. Посакувам и натки многу да успеам во ликовната уметност, па... Што е тоа што би сакала да се запишеш на ликовна академија? Каков ти е планот да кажем? На ликовна академија наредната година планирам да се запишам. Оваа година планирам да си најдам некоја работа таму, да поработам, па следната година се запишам на ликовна уметност. Ќе одиш во Хрватска кај мајка, така? Да. Имаш ли однија поддршка? Имам. И тоа многу голем. Многу е убаво кога човек има ветер во грбот, велат, кога имаш малку помош, без разлика еве во случајот од баба ти и од мајка ти, веројатно ќе имаш и од твоите истомисленички или да речеме девојки на твоја возраст кои или пак машки кои ќе те поддржат во оваа работа. Па може би, али ќе видим. Најмногу зависи од тебе. Да. Како ти беше во Неготино овие 5-6 месеци? Па супер. Супер си поминав. Ти одговара оваа клима во Тиквишијата? Да, ми одговара. Добро. Што е тоа што во уметноста најмногу те влече? Ни кажа каков тип на уметност сакаш, што твориш, меѓутоа што е тоа што во уметноста тебе како имате најмногу? Па ме привлекува тоа што едноставно ми инспирира цртањето и помага ли да имаш некоја смирување, имам смирување, релаксација имам и многу луѓе ми имаат питано нели те нервира, викам не. Викам не, туку напротив ме смирува. Не ме нервира. Од кога почна да црташ? Па од мала. Како ти дојде тоа прва мисла да црташ? Од многу мала цртав, ама едно време застанав, после тоа пак продолжив и си реков у себе сега не застанувам, ќе продолжам. Добро. Се живее ли од ликовна уметност? Имаш ли така размислувано дали би можела да живееш од тоа? Па може би се живее, може би и не. Некои ликовни уметници се добри педагози, предаваат во училиште, некои продаваат слики, некои во уметнички галерии, некои дизајнираат или имаат приватна фирма. Има работа, има пари дури од твојот бизнис, од твојата дарба, зависи како ќе се најдеш во животот. Знам, тоа го знам, али тука во Македонија јас имам дадено и на многу девојчиња што ми се другарки цртежи, му имам предадено мој и многу малку не ја примат тука како што треба. треба. Кои не гледаат на... Да. Јасно ми е. Тоа можеби до овој менталитет на народот во Македонија, можеби по-на север, на Балканскиот полуостров во Хрватска, ќе имаш поголемо разбирање и сенс за твојата уметност. Да, па надвор од Македонија има многу можности, али што знам, тоа треба да ја пробаш среќата, па да видиш како ќе биде. Да видиш како ќе биде, ако биде. Ќе одиш напред со ликовната уметност, ако не... Ти прави ли проблем хендикепот во стварањето? Не. Немаш никакви проблеми? Не. Осем поддршката, имаш ли во себе
ние македонците велиме сила да истраеш во проблемите што си ги имаш и во семејството и вака предизвикувачки проблеми во општеството, во самото општество има проблеми. Како се носиш со нив сите? Па се носам, едноставно не се замарам многу со проблемите околу мене, па ако треба некогаш и со моите проблеми некоја шала смејача направам за другите да не ги нервирам и така. Во случај си ведер тип? Да. Добро. Ова беше една кратка средба со тебе. Ќе пуштиме ова емисија да гледат повеќе емина, да те видат која што си, можеби ќе ти се насмее некоја среќа. Кажи ни кој е твојот кредо на животот или што би сакала ти во животот да ти се остварува, како да тече твојата идеја? Па јас сакам да продолжам како сега, што сум продолжила со цртањето, сакам и понатки во животот да продолжам со цртањето. Едноставно да не застанам. Никогаш. Да ни се јавиш од Хрватска и да ни кажеш до каде се стигнате, ние ќе те следиме и ќе објавуваме твоите трудови и твоите однесување во уметноста. Не само во уметноста, како се снаоѓа Ивана во Хрватска. Важи. Се негувава ти благодарам што ни беше. Хвала. Ете беше тоа Ивана Орешкова од Неготино. Млад уметник, на кого му треба поддршка. Се надам дека и вие кои ја гледате и ја слушате оваа емисија, гледајќи нејзините слики, ќе ја поддржите затоа што во овој момент, во оваа фаза на нејзината младост навистина и треба поддршка. Се гледаме со нова содржина во рамките на РТК.